Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Господин Муртезани, добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата и добро го најдов. Денеска главен печат на лидерскиот состанок остави изјавата на еврокомесарката Марта Кос, која што рече дека македонскиот идентитет се пинџурот, тавче, графчето, полнетите пиперки. Колку ваквите изјави му помагаат или му прават штета на целиот процес? Прво мислам дека ова што го кажавте е симплификација на изјавата на комесарката, не кажа точно така. Меѓутоа, тоа е начинот на кој во Европа се перцепира идентитетот како нешто што се знае дека е ваше, дека припаѓа на одредено поднебие и дека не се поставува под прашалник никогаш. Туку се прифаќа, се почитува. Тоа е перцепцијата како од Европа гледаат на идентитетот. Меѓутоа, ние знаеме дека во балканските простори, особено во нашите односи со Бугарија, не е така, имајќи предвид дека се проблематизира, односно билатерализира една обична резолуција која нема никакви обврзувачки карактер и таму се инсистира да се стави зборот модерен пред идентитетот и јазикот на државата. Меѓутоа, еве, оваа изјава доаѓа токму во период кога се ставаат вакви амандмани на извештајот во Европскиот парламент. Вие низа средби имавте изминатиот период, кога разговарате со партнерите во Европската унија, ја разбираат ли тие штетата која што може да ја предизвика еден ваков извештај, доколку во него се вметнат амандманите со модерен предмакедонскиот јазик и идентитет? Секако дека да, бидејќи ние на време сме кажале дека тоа ќе биде огромен удар врз преговорачкиот процес. Бидејќи тоа ќе значи дека некој друг ја го диктира идентитетот и јазикот на една друга соседна држава, која што се коси со сите основни правила на Обединетите нации, а тоа е правото на самоопределба. И таков процес на преговори тешко дека ќе прифати некој една трета страна да и го дефинира идентитетот, а ние да прифаќаме да одиме напред во процесот на преговори. За волја на вистината, ние имаме две верзии од целата приказна. Прво, сите 26 останати земји членки на Европската унија, секогаш кога се спомнува отварањето на преговорите, викаат спроведете ги уставните измени. Ова е единствениот услов. Кога ја слушаме Бугарија од другата страна, вика уставните измени, заклучоците од Советот од јули 2022, договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, преговорачката рамка и протоколите, односно протоколот број 2. Тука се гледа дека има две различни, а според нас спротивставени гледишта. Зошто? Бидејќи останатите 26 земји сметаат дека со спроведување на уставните измени ќе се отпочне процесот на преговори и нормално ќе се заврши, додека Бугарија, знаејќи дека се има изборено да ги добие сите тие документи кои што според нас се голем извор на понатамошна билатерализација на целиот процес. Ама денеска комесарката Кос одбегна да одговори на ова прашање. Кој е условот? Условот на Брисел или условот на Бугарија за македонските евроинтеграции? Видете, мислам дека комесарката денес беше многу јасна што се однесува до мандатот на комисијата. Ние имаме заклучок од Советот за уставните измени. Во момент кога ќе се исполни условот, ние ќе повикаме прва меѓувладина конференција. Така да тоа што е до мандатот на комисијата, мислам дека тој може да се очекува. Не може ние од комисијата да очекуваме да оди надвор од неговите можности и мандатот буквално. Толкување на улогата, но никој во исто време не им го спречува правото на Бугарија во иднина да стави вето на процесот за Македонија. Апсолутно, токму затоа и ние се залагаме, бидејќи вака како што е поставена работата, тенденцијата на билатерализација, а со резолуцијата се потврдија сите тие наши сомножи дека ова е процес без крај. И од 20 години чекање и неколку пати плаќање цена за да станеме членка на Европската унија, со тоа искуство денес ние може да видиме дека овој процес може да трае и вечно. Министер, сега некако главно коментарите во јавноста е дека ние повторно сме блокирани во процесот на европски интеграции. Вие многу подобро знаете како внатрешно изгледа целиот тој процес. Има ли некаков оптимизам кај вас дека може некако да се придвижат работите? Значи, прво да објаснам дека процесот е блокиран за отпочнување на преговорите согласно преговорачката рамка по главјата, кластерите и така натаму. Целиот процес на
пристапување до Европската унија не е блокиран. Што значи дека ние ги користиме предпристапните фондови ИПА, што значи дека тука е growth планот, вие сте сведоци и граѓаните се сведоци дека почнало да се имплементира. Ние станавме дел од СЕПА. Меѓутоа, не одиме напред во процесот кон полноправно членство на Европската унија. Ако немаме преговори, не ги исполнуваме чекорите кои што водат кон членство. Не е така. Дозволите ми да објаснам зашто не е така. Значи, планот за раст за земјите од Западен Балкан и реформската агенда, односно тие наши 136 чекори, се целосно хармонизирани со скрининг извештаите од процесот на скрининг и со сите делови организирани во кластерите и во поглавјата на преговарачката рамка. Што значи дека со секоја имплементирана реформа од планот за раст, ние од денес завршуваме една работа која што ќе ни биде предмет од како ќе бидат отворени преговорите. Колку повеќе ние го имплементираме планот за раст, односно реформската агенда сега, тоа значи дека толку полесно и помалку работа ќе имаме утре, кога формално ќе ги отвориме кластерите и поглавјата. Така да, фокусирањето на реформите сега, освен што носи пари, освен што го подобрува животот на граѓаните, освен што ни помага во подигнување на стандардите и усогласување со европските стандарди, ни помага да завршиме дел од работата дури сега, кога сме блокирани од страна на бугарите, и сето тоа ќе ни служи од како формално ќе ги отвориме преговорите. Да, го разбирам вашиот став и размислување дека понатаму патот ќе ни биде полесен, но што е со формалното отварање на преговорите? Оптимисти ли се дека тоа може да се случи? Види, ние не дека сме оптимисти, ние сме се залагале како влада неколку пати, и јас лично како министер, неколку пати сме побарале и медиација за да седнеме на маса, бидејќи според нашето толкување се тоа што претходно е превземено, кога внимателно го читате, добивате осет дека ништо не е разбрано што се прифаќа. Сега тоа што е прифаќено од една претходна влада која што плати таква цена на избори, нема зошто ова влада да продолжи знаејќи дека се превземени погрешни работи. Многу голем дел од работите што се дефинирани во протоколот број 2 се премногу општо дефинирани, а тоа автоматски значи можност за билатерализација и идни блокади во иднина. Значи, сите тие работи треба правилно, концизно, прецизно да се дефинираат, за да не избегнеме понатамошна билатерализација. Многу од работите што се прифатени во протоколот број 2 се спротивно на уставниот поредок и на законската рамка во државата. Ние не може да преземаме некоја обврска како влада и да го реализираме ако тоа се коси со основните закони во земјата. Затоа сметаме дека мора со медиација од нашите стратешки партнери и клучните сили во Европската унија, заедно со представниците на Советот на Европската унија, комисијата, да се седне на маса, да се расчистат сите тие наши дилеми кои што ние сметаме дека може да се претворат во идни блокади, и после тоа сите заедно да објавиме дека сме се договориле, ова е тоа што е, нема понатака да има блокади, за да знаеме ние дека процесот ќе може да се заврши. Добро, ќе го следиме овој процес, како ќе го менаџирате како влада. Ајде да одиме со она што беше фокус на денешниот лидерски состанок, тоа е реформската агенда. До каде сме ние како држава со реформската агенда? Ве прашувам, оти денеска слушнавме изјава од комесарката Кос дека околу 70% во оваа фаза е завршено, меѓутоа сосема други информации слушаме секојдневно од опозицијата, критики и напади дека се доцни, дека се блокира овој процес. Што реално се случува? Значи, тоа што денес комесарката Кос го соопшти е само резултат на прелиминарниот процес на проверка од страна на комисијата, бидејќи финалните резултати ќе стигнат при крај на, односно средина на месец јули. Што значи бројката од 76%? Сите тие 5 чекори кои беа со крајен рок декември, кои што потоа беше пролонгиран до февруари 25-та, и 16 други чекори до јуни 2025-та, 76% од вкупните чекори се во процес на реализација. Ова значи целиот регион е негде од 70 до од 82-3%. Ние сме негде во средината на просекот од регионот, што е солидна динамика на имплементација. Денеска и комесарката и генералниот директор на Директоратот за проширување истакнаа дека овој процес е процес на меѓусебно учење
каде што и комисијата учи од нас во процесот и ние учиме од комисијата. Во таков процес кој што, да ве потсетам, само за нецела година од иницирање на идејата до формално усвојување, не може ние да очекуваме дека да е се јасно и процесот на имплементација да е многу јасен и процентот многу висок. Овие 6 месеци и ние сме научиле од комисијата и комисијата од нас. После јуни почнува вистинскиот период на имплементација, бидејќи многу работи. Јас утре имам еден подкомитет токму со комисијата во функција на разјаснување на сите тие дилеми околу мониторингот, известувањето, што значи остварен чекор, дали одредени чекори се предмет на понатамошно толкување. Значи, сите овие работи мора да се строго дефинирани, за да институциите да знаат како постапат. Во една ваква средина, ние не може да очекуваме 99 или 100% реализација. Тоа што е битно во моментот е дека процентот на реализација е солиден, дека институциите, односно администрацијата и покрај ограничените капацитети реагираат. На нас останува да ја подобриме координацијата, да ги правилно дефинираме насоките и со секоја дневна комуникација да се обидеме чекорите што нема да влезат сега во рокот на имплементација, за кој што ќе почне да тече периодот од 12 месеци грејс период, и за тие и сите други чекори да можеме да ги постигнеме, односно имплементираме. Велите дека е процес на координација, дека учиме и ние учи и Брисел за целиот процес, ама комесарката Кос денеска беше многу јасна. Вели рокот е 2027, ако не се искористат парите, ќе ги вратиме во буџетот на Европската унија. Какви се вашите ставови и размислувања? Ќе успееме ли да ги искористиме средствата кои што Европската унија ни ги дава? Прво, во мојот билатерален состанок со комесарката Кос, ова беше јавно кажано, на билатералниот состанок беше посочено една друга работа. Во следниот период, тоа значи после јуни, особено при крај на годината, земјите што имаат солиден процент на реализација на реформите, значи дека имаат добар капацитет на апсорбција на фондовите. Тие што имаат слаб капацитет, парите алоцирани за нив, прво нема да се вратат во буџетот на Унијата, туку ќе се зимаат од нив и ќе се додават на тие што имаат добар скор во имплементација на реформите, бидејќи проценката на комисијата е дека пред да се вратат во Брисел, да им се понуди уште една шанса за да може да се апсорбират. Зошто реков од сега понатаму почнува целиот процес, бидејќи ние сега мора да настојуваме не само што е заостанато, туку да го покачиме процентот на реализација, за да може да ги собереме и парите што ќе се изгубат од одредени други земји. Јас мислам дека ова може да го направиме. Еден сериозен предизвик пред нас се локалните избори. Ние мора многу брзо да направиме солиден план како администрацијата ќе работи низ процесот на избори, за да не може да падне целиот процес на имплементација на реформите. Добро, гледам дека вие сте оптимист, ќе го следиме целиот процес. За крај морам да ве прашам, министре, не знам дали ја видовте денеска анкетата на ИДУЕП, која што покажува едни загрижувачки податоци во однос на размислувањата на младите. Речиси половина од младите мислат дека земјата никогаш нема да стане земја членка на Европската унија, а само 40% позитивно гледаат на Европската унија. Еве имате можност. Што би им кажале на овие млади? Мислам дека многу битни се трендовите кои што се привлекуваат неколку години назад, а тоа дека ние просечно имаме 65 до 70% поддршка за евроинтеграцијскиот процес. Тоа е една константа. Било што да мериме моментално, а особено кај младите кои што се многу по-енергични, кои што поемотивно ги прифаќаат работите во ваква средина, кога ние неправедно сме блокирани, мислам дека нема да добиеме валиден податок. Секако дека тоа е резултат на фрустрација од тоа што ние гледаме дека нашиот процес, вака како што е поставен, со вакви билатерални прашања кои што ние сметаме дека не треба да бидат дел од процесот на преговарање, создаваат и таква перцепција кај граѓаните. Треба да имаат надеж младите во европскиот процес? Апсолутно да. Мислам дека во најголема мера во корист на немладата популација е Северна Македонија да стане членка на Европската унија, бидејќи тоа не отвара само повисоки плати, поголема економска перспектива, туку тоа значи отварање на вратите за остварување на нивните животни соништа многу поголеми од тоа што би можеле тие да го сонуваат денес. Министре, благодарам многу за гостувањето во неделя.